Под сите тешки услови што ги врвела Македонија во сите времиња, македонската песна обстојанала. Се пеела и се пее и ќе се пее. Јас тоа го тврдам. Ете, си земам таква слобода, јас да тврдам дека тај и ќе се пее, не само што се пеела. Ништо не ја поместило македонската музика, македонската песна. Никакви робства, ни турско, ни српско, ни бугарско, си останала македонска. И ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија, на нашата земја, на Македонија. Еве и ден денес, иако има сега нормално, светот оди напред, има разни жанрови, има турбофолкот, некој си го сака и тоа. Може би и тој треба да постои, за сите вкусови да има. Меѓутоа, македонската музика не може ништо да ја замени. Живееме како и другите, живот што живеат, а ние страдавме, горди умиравме. Мојата музичка кариера, јас ни сама не знам од кога е, веројатно со самото моје раѓање, според кажувањата на мојата мајка, кога сум имала 2 години. Во дворот сум цртала некој цртеж со прачка и сум пеела некоја стара македонска песна. Соседите толку биле зачудени како ова мало, шо е ова чудо толку мало, а пее како старо. И тоа ми е првата публика, соседите биле. Потоа, кога почнав веќе во училиште, на приредба пеев, една песничка рецитирав, една пеев. На таја што рецитирав малку и заплакав, затоа што се збунив, бев помалку од 7 години. А таа со пеење си ја отпеав без грешка. И така, потоа со доаѓањето во Битола, бидејќи сум родена во Мариово, со доаѓањето во Битола во основното училиште Даме Груев, исто така го видоја тука мојот талент. Имаше многу активен наставник Петар Богоевски Пецката. Едноставно немаше некоја програма во која не бев јас метната. Пеев соло, пеев дует, пеев во мала пеачка група, пеев во голема, пеев со оркестарот. Тогаш училиштата си имае, секој училиште имаше свој оркестар. Пеев и со оркестарот. И секогаш јас во 4-то кога бев, пеев со тие од 8-о одделение, со повозрасните. И така, полека се расчу за талентираното чупе од Генемале, се основа еден приватен ансамбл во комшилокот кај нас на Ѓорѓи Караѓуле. Ѓорѓи Караѓуле дојде кај моите родители, ги замоли да ме пуштат да пеам во тој ансамбл, бидејќи сум талентирана и имав другарка Олга Петрова и таја со мене, дует бевме и на училиште пеевме со неја. И почнав во тој приватниот ансамбл на Ѓорѓи Караѓуле. Пеевме, одевме по концерти, ние со Олето, така си ја викавме, бевме облечени во Мариовска носија и бевме жива атракција. Кога не најавуваја дека најмладиот дует кој едвам наполнува 22 години. Таја беше малку поголема, јас помала и постојано не враќаја и на бис. И многу голем спомен ми остава од тие концерти кога во селата, например, Бачке го спомнам. Ми беше многу интересно кога публиката, повозрастните луѓе, со 3 ножни столчиња подмишка идеа во салата. Оти сали имаше, меѓутоа не беа соседишта. И мене тоа некако ми беше многу интересно, дека со столчињата подмишка доаѓаe, па постојано не враќаја на бис, бевме интересни како мали.
Во тој ансамбл исто така пееше и Ѓорѓи Белџеверовски и Томислава Секулова, Ѓорѓи Караѓуле беше армоникашот, Вевки кларинет, Усамедин тапан, Борче Шарко гитара и Чичко Јово басистот. Софија Кочевска, или како пред повеќе децении ја викавме Совче, е една од важните фигури кои што членувале културно-уметничкото друштво Илинден од Битола и до последните концерти како гостинка нормално учествуваше на нашите годишни концерти. Јас лично ја запознав преку нејзиниот сопруг Пеце Кочевски, кој што последната година од 70-тите години, 1979 се запознавме, и од 1980 година до неговата смрт бевме први соработници, односно јас бев председател и сум на клуб Илинден од Битола, а Петар Кочевски уметнички раководител. Денови и денови имаме поминато во прво таја стара зграда на местната заедница Даме Груев, а потоа и во ова од 1981 година, каде што се договаравме, се твореше, се проектираше и се успешно изведуваја бројни концертни, бројни настапи во Битола, во Македонија и во странство под наше раководство, мое како председател, ама и на Петар Кочевски како уметнички раководител. Со него цело време беше и Софија Кочевска, која што на почетокот од нејзината кариера беше и играорка и исполнител на народни песни, а покасно само исполнител на народни песни, се до последните концерти. Се надевам дека и наредниот концерт кој ќе го имаме во декември ќе ни биде гостинка на годишниот концерт. Софија Кочевска беше надарен талент за пеење пред се, не помалку и за играње како играорка. Во еден момент се имаше порив на создавање на нови песни, односно некои од нејзините песни, а и попопуларни станаја во Македонија, таа ги пишеше текстовите и од музиката делимично или целосно. Прекрасен човек за соработка, реков, денови и години имаме поминато во тој еден тесен круг на раководство на културно-уметничко друштво Илинден од Битола. Реков, започнавме во стариот дел, старите простории, па од кога ги направивме 1981 година
овие простори, овде продолживме, меѓутоа и дел надвор во приватни домашни услови, се работевме за Куделинден, Битола и Македонија. Со назначен акцент на сите тројца на националниот сегмент, кој што е основен стожер во ова област на творење на активност, фолклор, песна, носија. Така, ние имаме еден удел во кој што Совчето завзема многу значајно место и за Куделинден, и за Битола, и пошироко, тоа е општо познато на концерти, низ разни сцени во нашата држава. Вечна желба да се вратам пак. Не побараја во едно друштво Епида Караманди, беше сега, мислам дека мензата сега кај шо е, во просториите на црквата Богородица. Во Илинден настанала некоја фракција, па се одвоили неколкумина, основале друштво и не повикаја таму. Ние како мали, каде ке не повикаја, таму одевме. Тоа беше кратко време, неколку месеци, потоа илинденци исто така разбрале дека постојат две девојчиња такви и добив покана за во Илинден, исто така нашиот сосед Борис Узунот, кој беше во управата тогаш во Илинден, исто дојде кај татко ми, го замоли да ни ја пуштиш Совка ме викаја, малата, да ни пее во Илинден и да игра. И така јас станав играорка и пеачка во Илинден. Илинден стана мојата судбина. Затоа што таму си го сретнав и животниот партнер. Двајцата бевме ораџи, фолклористи. Првиот мој фестивал со Илинден, бидејќи јас бев ново појдена, се сеќавам го учевме по Вардарие, сплетот. И беше во Славонски Брод. Тогаш постоја во цела Југославија, во сите покрајини, погранични места, фестивали. Ние на сите учествуваме, широк цела Југославија. И првиот мој фестивал со Илинден беше таму, 67 година, во Славонски Брод. И така се редеше после, да ја наречам така, кариера, дечка кариера во училиштето до 8 деление. Јас бев присутна на сите приредби, на сите прослави, дури бидејќи тогаш немаше магнетофони и грамофони, па учителите ме носеа по училница да им пеам на крајот на школската година. И јас постојано сум, значи, со публика. И понекогаш ни сама не знам кај почнав и шо почнав, затоа што многу такви имам настани. Mladosta mi vene, ne možam jaz bez tebe. Vreme to lekuva, druga ќе засакаш. Со неја среќен ќе бидеш. Vreme to lekuva, druga ќе засакаш. Со неја среќен ќе бидеш. Ljubota je otrovna, mladost je ljubava, gdje te sakam do veka. Ljubota je otrovna, mladost je ljubava, gdje te sakam do veka. И со тек на годините, од кога го запознав мојот сопруг,
еден војник дојде на отсуство, кој случајно се сретнавме не внатре во Илинден, туку надвор во дворот, ми остана во слика. Ама и јас нему му сум останала во слика. Тој беше дојден на отсуство и кога се врати од отсуство, почна да ми се додворува, јас се противев, мислев сум мала, не сакам да имам дечко, не сакам проблеми да имам од искуството на мојата повозрасна сестра. Не сакав, јас не сакав, ама на крајот беше упорен, попушти и за година и пол веќе станавме и сопружници. Прва турнеја со Илинден ни беше во 69 година август во градот Епинал. И таму бевме на фестивал. И постојано имавме негде настапи, турнеи Германија, Шведска, Франција, низ европските земји. Исто така концерти. Од кога станав мајка, од кога ги родив децата, јас не можев да бидам редовен член на Илинден, меѓутоа за концерти секогаш бев присутна. Или ако требаше некаде да се оди да треба пејач, јас сепак бев присутна. После мојот сопруг стана и кореограф во Илинден. После тоа и мојот син помалиот играше неколку години во Илинден. И се нижеа настаните, песните, музиката. Па што да се каже за Софија, измореден човек, пријател и соработник. Добар дел од моите песни Софија ги има отпеано во форма на демо снимки кои што подоцна беа испраќани по фестивалите. Софија има таа способност со успех да ги пее како изворните народни песни, така класичните народни песни, вклучувајќи тука и староградските песни. Незината желба за пеење отиде до таму што Софија и денес пее со она иста енергија која што имаше во младите години и се обидува во целост да ја долови идејата на авторот на одредена песна. Судба си моја, судба моја крета. Срцето младо гради, силно бие. Окото младо солза. Илинден. Илинден стана моја судбина. Од моето рано детство, кога дојдов да играм фолклор и да пеам. Бидејќи јас не знам што повеќе сакам, дали да пеам, дали да играм. Но тие почетоците беа и со пеење, и со играње. Учествував во сите кореографии, пеев соло, пеев дует со Ленче Илиева, пеев со Олга Петрова, пеев со Динче Дуковски, со Борче Дуковски, со Кире Петровски. И меѓу сите паузи на фолклорот, и јас бев таја што требаше прва да отидам да се преслечам, па да се вратам да пеам, додека дојде другата кореографија да се игра. И убаво ми беше, се разбира, пеење и играње мојата најголема љубов со која сум се родила. Потоа стана судбина, велам, Илинден, затоа што тука го најдов и мојот животен сопатник. Како млади се најдовме тука, игравме, пеевме, потоа ја направивме и свадба. Илинденци направија спектакл на нашата свадба пред портата во ширињата, тогаш свадбите се правеа дома. Немаше покафани и беше многу убаво. Потоа на свет дојде првиот син, вториот син. Јас малку го проредчив идењето, затоа што доаѓав само на концерти и ако требаше некаде да се оди на турнеја и на други настапи, негде настани кај што имаше секакви свечености. Но сосема никогаш не се откажав. Мојот сопруг беше долги години и играорец, потоа и како кореограф уште плюс 20 години. И секогаш јас бев спремна, кога ќе затреба за Илинден, да дојдам. Изгорне грли твојта песна сече. Срцето младо
И пак ќе го наречам Илинден моја судбина. Пеев со разни оркестри јас во мојата кариера. И со изворните оркестри, со народни инструменти, и со оркестар за народна музика. Сум пеела со големи фестивалски оркестри, со телевизиски настапи во сите, најмногу во македонска телевизија, тогаш беше таа и единствена. На душа имав неброени настапи таму, на фестивали, со големи оркестри и на нашиот фестивал Ехта Серенада и ја имав таа чест и со камерниот оркестар да пеам, што ми беше преголемо задоволство. Оти еден пеач кога има таков оркестар зад себе, гласот сам излегува, грлото само пее. Многу е битно тоа и оркестарот. Истото тоа ми се случуваше кога соработував со Пелагониски бисери. Тие тогаш беа најдобри како група, како оркестар и кога ќе засвиреа, оркестарот беше буен, така беше и мојот глас. Буен и некако многу се совпаѓавме. И имав соработка со повеќе оркестри, како солист, со настапи на забави, на свадби, на крштевки. Откако ја отпеав Сетинска свадба, нашите македонци во Егејска Македонија почесто ме покануваја таму. Пеев, отпеав може 20 на свадби, крштевки, разни забави, прослави. И така се нижеа настапите, еве до ден денес се уште не се откажувам затоа што можеби здравието попушта со годините, но гласот, фала Богу, се уште ме држи, тој не ме напушта. И не е тоа амбиција, некои велат многу амбициозна, не е амбиција, тоа е огромната бесконечна љубов кон музиката, таа мене не ме пушта. Јас не можам да ја таа не ме остава и затоа се уште пеам и се надевам дека ќе продолжам. Со Софија Кочовска се познаваме во 80-тите години од минатиот век. Тоа е времето кога ја создадов групата Пелагониски бисери, една прекрасна група во градот, и со самото создавање на групата почна и соработката со Софија Кочовска. Софија во еден момент ми подаде неколку текстови за песни, создадени од неа, и во тој момент ми рече дека Стојан, имам прекрасни текстови, да ги прочиташ, а на дел од тие текстови јас имам создадено и мелодија, дали ќе ти се допадне. Ако ти се допадне, нешто да соработуваме да правиме. Кога ги слушнав јас мелодиите на песните и кога ги видов тие текстови прекрасни, и за прв пат кога слушнав гласот на Софија, видов дека тука се работи за еден прекрасен женски глас, со една правилна и прецизна интонација и дикција. И тогаш јас ја прифатив за да ги снимиме тие нејзини песни. Ги снимивме во студиото на Миодраг Нечак Миксо, 8 песни, каде што прекрасно излегаа тие песни. Од истите песни направивме и видео записи на отворен терен. Како личност, Софија за мене представува една интелигентна личност, една мила и скромна душа, една почитувана и која знае да почитува, и голем хуманитарец. Кога велам голем хуманитарец, таа настапувала на многу хуманитарни концерти. Настапувала во сите македонски фестивали, исто така настапувала на многу телевизиски емисии, а исто така и настапувала и надвор од нашата земја. Таа ја представуваше македонската песна како правилно да се пее, како изворно да се изведува. Патоказот кој го постави Совка во незиното пеење, значи го постави за да се движат по тој пат сите млади генерации за правилно да се пее македонската песна со таква интонација и таква боја на глас, затоа што македонската песна, македонското ро и музичкиот македонски фолклор
представуваат нашиот македонски идентитет. Чест ми е да кажам неколку зборови за Софија, тогаш Бешовска, кога ја запознав, сега Кочевска. Тогаш беше млада, и сега е уште помлада, ама е малку поубава од што беше тогаш. И кога дојде прв пат во 60-тите години во Кут Илинден, почна одма со песна. И истовремено играше и во фолклорот, во ансамблот на Кут Илинден. Беше многу интересна, бидејќи зраче се посебно со својата младост, како талентирана, и што тогаш искажа способности за музицирање, посебно за пеење. И то беше негде во 60-тите години и продолжи нејзината активност се до, да речам, до денешни денови, кога се уште е активна на музичката сцена. Сега веќе ја гледам и на ТВ екраните, на многу емисии музички, а истовремено тогаш и во фолклоро играше. Ја паметам во носија како играше и убаво играше, ама уште поубаво пееше. И на фестивали ден денеска учествува. Во Битола има на Серенада на Широксока неколку пати настапено. Еднаш и моја композиција, моја музика, со незин текст отпеа на тој битолскиот фестивал, кој нажалост сега веќе не постои. Повтор пат проба Битола да го има и тој веќе згасна, не знам кога по трет пат ќе го има. Незин текст пееше посветен на незиниот, нажалост, прерано почина сопруг, кој беше и корепетитор тука во овие простори на Кут Илинден. Како пеач, ама повеќе сакам да кажам и како другар, како весел човек, друштвена, секогаш со најдува време и место да се најди со пријатели, со другари, да поразговара. Јас ја доживувам секогаш како насмеана личност. Ако во душата може да има тага, меѓутоа секогаш е весела и расположена за разговор, за дружење, за кафе, моабет и така. Друго не знам што би кажал за неа, се најубаво. И сакам и понатам успех на овој план на музиката. И сакам уште да кажам дека има една моја музика на која таа овие денови напиша и текстови, и желба му е да ја сними таа музика. И ќе видиме како ќе испаде на крајот. Бидејќи двајцата со сопругот бевме илинденци, нашата свадба беше величенствена. Кога дојде цело друштво, цел Илинден, тогаш свадбите се правеа дома, пред нашата порта имаше ширина. Кога дојде цел Илинден, таму скоро концерт направи, па управата сите беа, па си добивавме дупли поклони, бидејќи двајцата илинденци. Откако после свадбата, по неколку дена, доаѓа мојот сопруг дома и ми вика, облекувај се, одиме. Каде му викам? Во Илинден, на проба. И јас му велам, и ти рече, зошто ти да не? Затоа што до тогаш имаше пракса, девојчињата, ако имаја дечко од таму, или не ги пуштаја да продолжат со фолклорот и со музиката. А
можам да кажам дека мојот Пеце беше првиот што никако не ми забрани да продолжам, тој знаеше, бидејќи ние се сретнавме на Оро. И на Оро и на Песна. И секогаш тој девојчињата така и ги советуваше. Немојте да дозволите некој да ви одзема љубовта према фолклорот. Сакаш ти да играш? Сакам, ама дечкото не ме пушта. Ама каков дечко? Девојче, ти ќе имаш уште дечковци, додека стигни да ти биди тој маш, може ќе ти биди, може не. Зошто да ти одземи тој тебе? На мами го тој нека дојди да игра, му велеше. Оти тој тебе да те оттргни од Илин. И така во таа смисла, оти беше тој и многу добар педагог беше пред се. Тој и како инструктор по возење беше добар педагог и како фолклорист, како кореограф исто така. И така беа тие убави денови, младоста, свадбата, помина, концерт, потоа јас не можев редовно да одам, меѓутоа, како што кажав, одев на настапи на кога имаше концерти и некои поблиски турнеи, затоа што имав обврски дома со децата. И така си станавме едно весело семејство. Мене никогаш не ми беше чудно кога ќе си дојдев од работа, него да го најдам во ходникот, пуштен касетофонот и вежба кораци и ги запишува во тетратката. Не му беше чудно јас дека дома пеам, вежбам песни. И сето тоа, мислам, тоа што бевме двајцата од иста средина, ни донесе еден стабилен брак и убаво си врвевме. Со нашите другари, цел живот си останавме другари, ние со Илинден бевме како семејство. Кога се одеше некаде, например, на Тумбекафе за 1 мај, цело Илинден одевме заедно, на Аранѓел, од црквата, цело Илинден, на Кркардаш. И стално секаде одевме и бевме како едно семејство и се поддржувавме едни со други и се почитувавме и немавме никакви проблеми. Такви беа тие времиња. До кога мислиш вака да ме мачиш ти? И до кога да те чекам, бргу кажи ми? Ти не си свесен дека ќе ми прекипи и не гледаш оти вака веќе. До моите први песни дојде кога еден ден исто така мојот сопруг, како што знаеше да рече, ајде облекувај се, одиме на проба. Каде на проба ќе снимаш плоча? Каква плоча? Плоча со оркестарот на Панде Пашата. Требаше да го снимиме дует, да ги снимиме тие песни. И 70-та година, во април месец, во Скопје снимавме во старото студио во Нерези. И покојниот Никола Бадев беше продуцент. И кога ме слушна, рече, момето ќе биде голема звезда, многу убаво пее. И така, ајде одиме на проби, пеевме 4 песни, 2 македонски, 2 на српско-хрватски, тоа беше плоча за Ју Пазар. И мене после тоа најинтересното ми беше, за разлика од нашите настани оде што се случуваат во Македонија, дека кога ми дојде известување, писмо од Дискос, Александрова жупа, таму се наоѓаше, и ми дојде известување дека треба да си подигнам хонорар за првите продадени 1000 плочи. Јас бев многу зачудена. Кај на сегде се некој ќе те викне така да пееш, малку тоа со плаќањето тешко оди. И така тој ми беше и првиот хонорар од Дискос што го добив. И потоа се нижеа. 71 година имаше една музичка ревија, тогаш културно-просветната заедница организираа музички ревии. На една музичка ревија во Скопје, јас и мојот другар од Илинден Кире Петровски пеевме дует од Коцулу Андреевски, Чула баба разбрала. Добивме прва награда на таа ревија. После имаше ревии во Битола.
И многу ми беше мило, што јас бев многу возбудена, што на тие ревии беа Јонче Христовски, Виолета Томовска, сестрите Мавровски, Петар и Цвета Павлови, Коцулу Андреевски, значи со веќе познати, веќе звезди. Јас секогаш најмалата бев секаде каде што одев, меѓутоа рамноправно настапував со нив. И сакам еве во оваа прилика да ја спомнам дека водител на таа ревија во киното Партизан беше, дека беше Сашка Петковска. Прекрасната Сашка Петковска. И така си се нижеа настаните, во пробиштип на ревија, во Битолак, секаде каде што имаше. Добри, весели, песна до зори да се пее. И 90-та година почнав и со фестивалите. Првиот фестивал во Валандово ми беше. Валандово, Цветници, Тумба фест, Филиграни, Гоце фест, Могила фест и нашата битолска серенада. Неколку пати бев ината и така. Фестивалите се редеа. Јас снимив 93-та година касета издадов за Сенатор. И потоа, по некоја година, по известно време, и CD за Сенатор. Кога беа касети, јас снимив касета. Кога беа CD, јас снимив CD. Така, не ми беше многу пренатрупан со такви настани, меѓутоа јас секогаш бев присутна на сцената. И како што милувам да речам дека јас постојано плутам. Ниту се вивнувам над бранови, ниту пропаѓам. Си плутам и така ме има постојано. Но да не заборавам, спомени да им остане сетина, родна им грудка прадедова. Па имам повеќе песни што ми се омилени, меѓутоа, иако јас имам, моите песни се скоро автобиографија, затоа што на 20-тина од нив сум јас автор на некој и музика и текст, на некој само текст. Имам посветена Со љубов ќе те лекувам, на братот, Двојна свадба, тие ми се посветени песни. Меѓутоа, 2002 година, кога композиторот Ристо Краповски ми ја понуди Сетинска свадба да ја пеам, ние бевме малку на преговори ваѓа време и во еден момент тој рече Софија. Ова песна беше правена за Петранка Костадинова. Меѓутоа, за жал, таа почина. Ова песна можеш само ти да ми ја испееш, никој друг. Ако ја пееш, пеја, ако не, сам ќе си ја пеам, на друг не ја давам. Малку и ми се закани Ристо Краповски. И така, јас прифатив, јас снимив песната и таа стана мој белек. Сетинска свадба стана мој белек. А кој пред тоа јас имав? Затоа што јас се држам до македонската народна музика, до нашиот мелос, и до сега не сум се предала на други жанрови, иако не ја делам музиката. Јас ги сакам сите видови музика. Се што е убаво, дури и кога капките од дождот на ламарината капат, за мене се музика. И тие создаваат некаква музика. Меѓутоа, јас се одлучив да си пеам народна музика, па и најмногу некако и таа ми лежи, бидејќи имам и продорен и моќен глас, некако и музиката најдобро, таа народната ми лежи најмногу. А иначе на забави, по потреба си пеам се. Јас за љубов ќе се борам и со песна ќе се молам. Среќен да си човек, Ја имам таа среќа, Софија Кочевска, да е дел од моето семејство. Таа е моја тетка, јас сум и внука. Што може да се каже за една ваква уметница?
Софија Кочевска, моите родители секогаш велеле, твојот талент е наследен токму од неа, од Софија Кочевска. И не знам дали е тоа така, но можам да кажам, сеќавајќи се и враќајќи се назад по минатото, дека сите ние, целото наше семејство, организирано се местеше пред малите екрани и ги очекуваше нејзините настапи на реномирани фестивали како Цветници, Фолкфест Валандово и на сите други пропратни фестивали на кои што таа со нејзиниот прекрасен глас, убавица, значи настапуваше и ни беше гордост, искрено чувствувавме голема гордост што таа е дел од нашето семејство. Може би токму тие моменти допринесоа и мене ме мотивира за јас да продолжам и по истиот тој пат. Оној жар кој што го гледав во незините очи, таа љубов кон музиката, ме насочи можеби и мене на патот, на музичкиот пат. И јас да продолжам и да засакам музиката за понатаму таа да стане моја животна определба. Може би тоа беше, да речам, тој момент каде што таа влијаеше на мене на тој начин, а сега како директор на Државното музичко училиште во Битола, можам да кажам дека Софија Кочевска е моја инспирација. Инспирација како се сака музиката, како се наоѓа пат, соодветен пат до секој слушател, до срцето на секој слушател и на секој од публиката, да таа емоција која што таа ја носи во неа да стигне до секого. Можам да кажам дека сум среќна и изразувам огромна почит што се одлучи да се снима филм, документарен филм за нејзиниот животен пат, за нејзината песна и посебно за нејзиниот придонес во музиката, во традиционалната музика, македонска музика. Во 2002 година, Сетинска свадба, добивме награда од публиката. И беше многу добро примена и беше 27 недели на радио Скопје, на македонското радио, на прво место на топ листа. Присилно беше тргната, иначе може би уште повеќе ќе беше. 27 недели беше на прво место на топ листа. И затоа велам, таја мене всушност белегот ми го стави поопширно да бидам јас слушната и видена. Многу чест гостин бев во македонската телевизија, снимав за продукцијата на македонската телевизија и тие фестивалските песни, и за Цветници, и за Тумбафест и други песни, што имав снимано и со оркестарот на Пете Атанасовски. Тоа беше тогаш пракса. Мораш да снимиш 2 со Народниот оркестар, изворниот, 2 со чалгијата. И така почнав и таму. 88 година почнав по македонска телевизија да снимам со тие песни. А првата награда беше таја. Рековме 91 што добив награда како дует. Во 2002 со Сетинска, во 2005 година песна посветена на мојот прерано починат брат. Му напишав песна на братот, му ја отпеав, добив награда за најдобар текст. Потоа за песната Славни Мариовци, исто така моја авторска песна. Тоа беше 2015, ми се чини. Или 17-та, еве сега во моментот малку ми се измешаја, меѓутоа ја добив за сценски настап наградата Јонче Христовски.
Песната за мене е првобитната љубов, музиката. Првобитната љубов, јас со неја сум се родила. А таа огромна љубов, таа не може да ја спречи. Иако во животот имав многу несреќи семејни, губев најблиски луѓе, јас никогаш сосем не се откажав. Затоа што не дека јас дека амбиција имав, дека амбицијата не ме водеше, туку она огромната љубов, песната, таа сама ме влечеше да одам. И ете, па со тоа и му отпеав и песни. На братот, на сопругот, на братот и сестрата, двојна свадба. Јас тоа го, некако и со песни го, тоа тагување го остварив. Ама музиката, често пати имам обичај да се шегувам со моите синови. Викам, деца, од кога ќе починам, ако слушните тропање и галама во грубот, да знаете, јас и таму ќе пеам и ќе играм. Значи, тоа не е тоа дека сакам да пеам, туку тоа ми е вродено. Вродено. Имав дедо, татко, и моите родители пее. Мајка ми многу голема песнопојка беше, за жал судбината ја спречи и ги зеде песните, синовите пред неја ги испрати за жал. Меѓутоа, таа имаше многу убав глас, скоро идентичен со мојот, само низиниот понежен. Јас имам помоќен глас. И дедо ми Славе Чаповскиот прилеп, тој сам си ги изработуваше инструменти. Тамбурче, прим, гајда, кавал, ги свиреше инструментите и пееше. И значи си го имам и генот, а и родена сум со музиката, што, како што реков, јас и таму ќе галамам. Воскресна во негова чест, му испеав песна 20 века. Особена чест и задоволство ми е што можам вака јавно да се изразам и да спомнам и да кажам неколку зборови за една особено драга личност, која е исполнета со многу талент, Господ ја надарил, Софија Кочевска. Познавајќи ја повеќе од 35 години, можем ја слободно да кажам за моите впечатоци за незината музичка кариера, гледајќи ја од мој аспект. Кога станува збор за Софија Кочевска, како што напоменав, познавајќи ја повеќе од 35 години, ќе се задржам на неколку аспекти од незиното музичко дејствување, незиното творештво, незиниот начин на интерпретација и се она што представува музика. Кога станува збор за една надареност, Господ исклучително ја надарил Софија со еден милозвучен глас, сопрански, кој го негува години уназад и представува еден од најуспешните македонски гласови според моето мислење во македонската музичка сцена. Меѓутоа, сакам да се надоврзам на незиниот начин на изведување на македонските народни мелодии. Тоа представува една голема чест за македонската музика, бидејќи во незините сите мелодии кои јас ги имам слушано, дали се народни или новосоздадени, аз сум имал прилика да учествувам како незин аранжер, продуцент, музички соработник, снимател, а и во живите изведби, кај што сме имали настапувано заеднички, навистина човек може да се осеќа и да чувствува едно прекрасно музичко чувство и да биде исполнет со музика. Кога станува збор за таа музика, македонската музика, овој глас кој ќе имате прилика да го чуете или сте го слушнале во изминатите години наназад, навистина представува еден благодат. Рековме дека таа музикалност, иако не е подкрепена со премногу музичко образование, сепак доаѓа до израз, бидејќи за нас музичарите велат: Господ тоа што го дава, ние само го надополнуваме и го дообразуваме. Образованието не мора да биде секогаш институционално, туку може да биде и тековно. Кога станува збор за тековно музицирање, тоа значи искуството. А што се однесува до искуството, ке Софија Кочевска, тоа е една преголем залог кој многу луѓе од македонската сцена доправа треба да се стремат да го достигнат. Што се однесува до незините песни, една од моите
најомилени песни, што ја имаме и во живо музицирано и ја снимавме песната за Великден. Мислам дека не се лажам, дека таа е една од моите најубави песни која Софија ни ја има изведена. Но тоа представува само една капка од незиното музичко творештво и за тоа сакам да зборувам уште на неколку подразлични точки. Кога станува збор за незината музикалност, Софија е една од ретките македонски пеачки која има една стабилна интонација, значи без да ја одредите интонација, таа секогаш почнува и завршува точно една мелодиска линија како што треба да биде. За неа не представува проблем да се отпее втори глас, да се отпее трети глас или се што ќе посакаме ние како музички соработници. Тоа е еден вид, едно чудо од интерпретатор и со задоволство сакам да ја поздравам оваа иницијатива во која што учествувам како дел од овој документарец за Софија Кочевска и мило ми е што ќе остане забележано во едно наследство културно на македонската народна музика. Ајде сите да наздравиме вечерва куќна слава славиме. Многу сум горда и можам да се пофалам дека со најдобрите композитори соработував. Прво ќе си почна од нашите од Битолчани. Стојан Трајковски, Пеце Митревски Митрата, Петар Ѓорѓиевски Калица, Кирил Стојчевски. Да си ги пофалам прво нашите вредни композитори и успешни, признати и како музичари и како композитори. Потоа од Скопје со Тодор Трајчевски, Димитар Чемков, Ѓоко Ѓорѓиев, Неаш Меџбато, повеќе, а најмногу и мојата кариера ја отвори некако композиторот Ристо Краповски со песната Сетинска свадба. Јас секогаш имав понуди од најдобрите композитори. И горда сум си, аз сум се соработувала и со мои битолски колеги, и со битолски дуети имам со многу колеги. Со колегата Кице Стефановски, да го спомнам, со колегата Ацо од Букојчани, како што се нарекува самиот Аце, со колегата Орде Ристевски од Прилеп, сега имам најнов дует, а со колегата Николче Спировски. Исто така добар дует и направивме добри песни. И сега имам најнов дует со групата Нектар, исто така на мој текст и моја музика. Направивме една многу убава песна во ритамот на Пајдушко и ја промовиравме во емисијата Качамак, а сега со истата ќе настапиме во Могилскиот фестивал. Неќам пак да сгрешам. Не се плаши, мили сине, здраво твој ќе мине, нова љубов штом ќе дојде, здраво ќе ти пројде, нова љубов штом... Македонската музика е призната дури и во светот. Веќе сега сегде ја разбере. Таа е толку квалитетна. И сега сами да си ја расипуваме, тоа не е во ред. Шо е во светот класичната музика? Тоа е македонската музика во фолклорот, во народната музика. Јас ја така ја вреднувам. Мислам дека е со таква вредност. И јас пораснав со народните песни, пораснав и со фолклорот. Иако реков ги сакам сите видови музика, мислам понекогаш се слушам и тоа, меѓутоа жалосно е македонската музика да ја наградуваш. Јас не сакам и затоа јас во тој стил си проложив, иако и сама некој што си ги компонирам песните и кога ќе ми понудат песна, ако е во тој стил ја прифаќам. Ништо не може македонската музика кога сите ни ја признаваат, сите знаат
каква е и колку вреди, зошто јас сама да си ја понижувам и да си ја одрекувам. Јас си продолжив да си пеам народни во тој стил, народната музика и не се одрекувам од неа. И народната музика има приказна во песните во народната музика. Има действија, има и за убо, и за око, и за што викаме ние, и за душа. Затоа никогаш не умират нашите стари македонски песни. Дури не ги препеват. Со тоа што ги препеват, убаво е, ајде, може ќе му се продолжи векот, меѓутоа па понекогаш некои ги сквернават. Тоа не ми се допаѓа, кога нешто претерано е. А иначе може има некоја смисла дека ќе се обноват, ама како такви мислам се слушани не само кај нас, и во соседството и секаде. Сега веќе цел свет ја разбра македонската музика. Ние сведоци сме од каде ја пеат јапонци, ја пеат кинези, ја пеат холанѓани. Нема кој американци, нема кој не ја пее македонската музика. Сепак ќе се најди некој. И затоа јас си се одлучив и се задржав на нашата стара македонска песна. Мачиш ти и до кога да те чекам, дрго кажи ми. Ти не си свесен дека ќе ми прекипи и не гледаш отивака веќе не оди. Понекогаш ни се пружале, ни се нудело да останеме и со сопругот, кога одевме и по настапи и во странство и таму и вамо, јас Македонија не би можела друг место да живеам, ниту Битола можам да ја напуштам. И Битола не можам да ја заменам. И љубов си е тоа. Мојата поговорка за патриотизмот е дека патриотизмот не е политика. Тоа е вродено чувство на секој човек, чувство како кон мајката. Ако мајката ти е мајка, татковината ти е татко. Значи, тоа вродено чувство, ако го немаш, со сила тоа не бидува. Патриотизам со сила не бидува. Како и да е, тој ќе се покажи негде, дека е дволичност или некоја си потреба нужна за некакви си успеси и таму и вамо. Патриотизмот си е вродено чувство. Ме мачиш ти. Да. Може би не секојдневни, меѓутоа имам. Се уште си одам и по фестивали, си одам и на разни настапи, на разни веселби, секаде каде што ќе ме поканат. Си учествувам во нашите Битфест, избозимска приказна бев. Секаде онам каде што можам јас да се појавам и каде што ме барат, одам. Видиш ти со друго момче под рака, код тежок сон ќе си изгорен, штом ти неќеш има некој што ќе посака. Поддршката од семејството е многу битна. Јас додека ми беа мали децата, затоа само на концерти одев и на настапи, не одев редовно во Илинден. Од кога ми пораснаја тие, не одев ниту на работа, сама си ги одгледував. Меѓутоа, никогаш сум немала проблеми, разбирање секогаш се имало. И исто така музикални се и децата. Не дека не се, помалиот син играше фолклор,
Поголемиот имаше рок група, Штрајк му се викаше, и на неговата свадба, на девојката со неговата група и пееше Baby I Love You. Има можеби 10 гитари има низ дома, па ги поправа, ги украсува, ги дотерува и си свири, ама за своја душа. Не се јавно така никаде не се рекота. И ја имам целата поддршка од семејството за се што ќе ми затреба. И така обставувам, иначе не може поинаку. Доколку би се родила, ако ме даде Бог, ако ми ја вгради пак истата ова огромна љубов, бесконечна, како вселенска, ако ми ја вградат таа љубов, музиката е љубов, и таа е љубов. Нормално. Само може би сега како поискусна, сум доживеала секакви ситуации, може би некако попаметно би размислувала. Во таа смисла можам да го кажам. А иначе, да. Душо в очи гледала, на кого така збореше, кога од љубов гореше. Јас би им порачала на младата генерација, на сите талентирани, ама на талентирани. Не дека јас сакам да пеам, сакам да станам пеачка. Не дека сакаш. Прво, дали го имаш талентот, ако го имаш, да го негуваш и да сторат се, за да бидат задоволни и тие самите од себе и од животот. Ако го работиш тоа што го сакаш, нормално дека ќе бидеш најсреќен и најзадоволен. А присилно не. Присилно ништо не оди, ни една работа, ни Шнајдер не можеш присилно да бидиш. И затоа треба да имаш талент. И да се образуваат. Затоа што јас, кога наставниците од училиштето му рекоја на моите родители да ме пуштат да учам музичко, мојот татко рече не. Од цигу-лигу не се живее. Да не бидат спречени и да се образуваат. Јас, ако бев музички образована, може сега ова малку нескромно ке звучи, ке бев и многу добар композитор. Ама ако бев образована. Јас ова ми е природен талент. И јас понекогаш си се смејам сама на себе, си викам, јас сум како тетка Васка. Си компонирам ако нема музичка академија. Во таа смисла. Да ги охрабрувам, да си го оддржуваат талентот, да се образуваат, да најдат начин да ги убедат ако имаат пречки, како во случајот јас што имав, ако имаат пречки да ги убедат родителите и да си работат и да бидат успешни. И да бидат успешни и нивните дела нормално. Нели ти реков моментонке, нели ти думала да
Чаша, да чукнем чаша,